За почеток сакам да го прочитам текстот за денешната порека и ќе ве замолам да станете докато го читаме Божиот збор. Матеј 4 глава, 12 до 25 стих вели вака. А кога Исус слушна дека Јован е затворен, отиде во Галилеја. И оставајќи го Назарет, дојде и се насели во Капернаум, крај морето, во Заволоновите и Нафталимовите краишта, за да се исполни реченото преку пророкот Исаја, кој вели: Заволоновата земја и Нафталимовата земја, на пат кон морето оттаде Јордан, е незнабожечка Галилеја. Народот што седеше во темнина виде голема светлина, и на оние што седеа во смртна област и во сенка им изгреа светлина. Од тогаш Исус почна да проповеда и да говори: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И одејќи покрај Галилејското море, ги виде двајцата браќа Симон, наречен Петар, и брат му Андреј, како фрлаат мрежа во морето, бидејќи беа рибари. Им рече: врвете по мене, и јас ќе ве направам ловци на луѓе. А тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Откако продолжи понатаму, виде други двајца браќа, Јаков, Заведеев и брат му Јован, кои беа во кораб со татко им Заведеј, и си ги крпеа мрежите, и ги повика. И тие веднаш ги оставија коработ и својот татко и тргнаа по него. Исус одеше по цела Галилеја, поучувајќи по нивните синагоги, проповедајќи го благовестието за царството и лекувајќи секаква болест и немоќ кај народот. Па се разнесе глас за него по цела Сирија и ги доведоа кај него сите болни, нападнати од различни болести и страдања, обседнати од демони, месечари, неподвижни, а тој ги излекува. И по него одеше многу народ од Галилеја, 10 градието, од Ерусалим, од Јудеја и од другата страна на Јордан. Амин. Амин. Може да седнете. Пред некое време, не знам дали гледате Reels. Гледате Reels? Сите гледате, мислам. Повеќето гледате, може би? Или тие на YouTube што ги викаат Shorts, мислам така, таму се викаат, во суштина кратки видеа и сечоци од некои интересни работи, на кои може да гледате некојаш се смешки, некојаш се глупости, понекојаш се поубави пореки. Во секој случај ми излезе еден шорт или рил, беше од рабинот Авраам Тверски. И тој споделуваше на приказна за тоа како додека чекал заболекар. Ти што, не знам, има ли тука заболекари? Нема. Ама има луѓе што една заболекар си од моментот кога што знам. Јас да кажеме дека мислам дека заболекарите ми се слаба точка. Еднаш ќе се унесвестев на столот и оваа жената што беше од заболекарката од Гевгелија беше и ме видела како што седам вака на столот и ја веќе чувствувам дека се губам. И жената вика, се ќе кажам на Гевгелијски, мора да кажам. Вика: ти прежалтна нешто? Па да! И одма жената ме освести, како и да е. Заболекарите не ми се некоја силна страна. Па така и на овој рабин Авраам Тверски. Вика, чекам на заболекар и вика, што ќе правам, како ќе правам. И отеднаш гледам една емисија кај заболекар за јастози. Вика, што има тука сега тука? Устило главата, не знам кај ме, тоа ќе го немам, но вика, ја гледам емисијата и учам многу работи. Вика, јастогот, тоа што научив, и многу интересна лекција има од тоа, вика, јастогот е lobster. Е меко животно кое живее во тврд оклоп. Тој тврд оклоп не расте. Значи, оклопот не расте. Јастогот расте, ама оклопот не расте. Прашањето е како тогаш јастогот расте. Како што расте јастогот, самиот оклоп станува многу ограничен и тесен, и јастогот се чувствува под неверојатен притисок и се чувствува многу незгодно цело време. И што прави јастогот во тој момент? Оди, наоѓа некое безбедно место, обично тој под некој камења, ќе отиде внатре, оклопот што го има го соблекува и си расте нов поголем оклоп кој ќе му одговара. И така расте јастогот. И што се случува? Со време и тој оклоп ќе му стане тесен. Го повторува истиот процес. Повторно и под некој камења го соблекува тој оклоп и си расте нов оклоп. И така јастогот тоа го повторува неколку пати во својот живот. Стимулот на јастогот да расте
доаѓа од тоа да се чувствува непријатно и неудобно. Рабенот Абрахам вели, ако јастозите имаат доктори, јас да водам кај доктори, кај јас многу се чувствувам затворено, неубаво, непријатно се чувствувам, докторот ќе му даде лексилиум, ќе се отиде јастокот дома и нема да порасне. Тој вели дека наравоучението од оваа приказна е дека времето на стрес всушност знае да биде време и некој сигнал за некаков растеж во нашиот живот. Ако маката ја искористиме правилно, ако маката низ која поминуваме, ја искористиме правилно, ние можеме да растеме преку маката и тешкотиите кои ги имаме во животот. Мислам дека последнива година дена јас се чувствував како еден јасток во овој оклоп тука и постојано зборев за нова просторија, постојано зборев за кој ли се, што ли све не. Може би досаден и Господ некако минатава недела ми го сврте вниманието на некои процеси и работи кои треба да внимавам. Некои нови работи кои треба да се насочам навнатре да видам што е тоа што Господ стварно треба да го направи. Требаше да најдам еден камен под кого јас ќе отидам, за да може да го соблечам тој оклоп кој ме притиска за да можам да пораснам некој нов оклоп. И тоа не го зборам само за мене лично, туку го зборам и за оваа црква. Тоа е еден процес низ кој треба да поминеме. И тој не е лесен процес. Тој процес има многу опасности. Јастокот зошто се крие под камен е затоа што како мекотел, ако го насетат рибите, ќе го изедат одма. Оклопот го штити. Но додека го менува оклопот, тој станува најранлив. Затоа тој мора да најде едно друго место на заштита. Следниот чекор на црквата е токму еден таков чекор, еден чекор на ризик. Чекор каде што можеби не знаеме што точно ќе се случува сега. Не знаеме каков ќе биде тој следен чекор, таа следна фаза на нашата црква. Но чувствуваме дека треба да се направи тој следен чекор затоа што маката, теснотијата која чувствувам не притиска одвнатре. Има потреба да излеземе, да издишеме малце. Има потреба да почувствуваме таа природа. Регрупирањето и подсетување на тоа кои сме ние, тоа секогаш е враќање наназад. Озгиниски каже, црквата најдобро оди напред, кога првин ќе се врати назад. Црквата најјасно ќе погледне напред, откако првин ќе погледне назад. Зошто? Затоа што центарот на црквата е Христос. А Христос се наоѓа назад во историјата. Крстот е назад. Само тогаш кога ќе погледнеме назад кон крстот, ние ќе знаеме како да одиме напред. По стапките на Исус ние одиме назад кон базата и слушаме и гледаме и учиме од таткото. Таткото, времето поминато со небесниот татко е време каде што ние учиме како ние да продолжиме напред. Во што сме повикани ние како црква? На што сум јас кажал да како христијанин? Ако си тука во црква сега, можеби се уште истражуваш или можеби си кажал да на нешто. Јас обично на луѓе кои сакаат да се крстат и викам вака. Крштението доаѓа, значи Библијата бара, кога Библијата вика кој треба да се крсти, вика тој што ќе поверува и се крсти. Значи Библијата, критериумот на Библијата е да веруваш во Христос, толку. Ама јас викам вака сега, затоа што крштението е кажување да и јас сакам да знаеш на што кажуваш ти да. Така да ќе поминеме алфа курс, вовед во христијанската вера, да видиш на што кажуваш да. Кога одиме назад во базата, кога се враќаме кон таткото, ние разбираме зошто ние сме повикани. Може би си тука затоа што си кажал да на Христос. Прашањето е, на што си кажал да? Ајде се подсетиме, што е тоа во кое Господ нас не повикува. Имаше еден краток текст на кој треба да се навратиме од време на време. Тоа беше моментот кога Јосиф и Марија го изгубија Исус. Исус беше 12 години и беа на аџилак во Ерусалим, се враќаат дома. После 3 дена сваќаат дека го нема Исус. Пошто обично на аџилак се иде во група, како што оделе во група, се враќаат во група и тука во цела група децата тука трчаат, мислат дека Исус таму, гледаат дека го нема, се враќаат, го парат и го наоѓаат каде? Каде Исус? Во храмот е Исус. И тие, мислам дека и Марија имала дури малку повишен тон, ако е Исус тоа. Ама како мајка имала и повишен тон. Може би Јосиф бил малце по-строг.
што е ова, што личи ова, мислам, ти знаеш која одговорност имаме ние тука да те снемува. Марија му вика, појма немам што се случува, ама претпоставам дека тие биле нормални родители како сите ние. Така да ако сте викнали, како родител, ако сте викнале на дете, тогаш викнала и Марија и Јосиф викнал на Исус. А што им кажа Исус? А тој рече, Лука 2 глава 49 вели вака, а тој рече, што сте ме барале? Зар не знаете дека јас треба да бидам во она кој што е на мојот татко? И се тој македонскиот превод. Ако читате еден стар превод англиски, King James Version, таму кај нас што се вели во она кое што е на мојот татко, таму King James го превел вака, во преводот на King James е вака. Зарем не знаевте дека јас сум во бизнисот на мојот татко? Јас треба да бидам во бизнисот на мојот татко. Затоа јас сум во храмот. Зарем не знаевте дека јас тука кога дојдов имам работа, имам мисија. Тој е бизнис на мојот небесен татко кој јас треба да го водам. Јас треба да го извршам. Зарем не го знаевте тоа? Работата на мојот татко. Занаето, тебе да кажеме, ние сме позанаечиска нација, не сме многу бизнисмени и предприемачи, позанаечи сме ние. Во занаетот на мојот татко јас. Зарем не го знаевте тоа? Не чудете се што сум тука. Морам да растам во она што мојот татко небесен го прави. И тоа е повикот на секој еден христијанин. Да растеме во работата и мисијата на небесниот татко кој има за овој свет. Ние сме Христовите следбеници. Ние мораме од време на време да се регрупираме и да доаѓаме како заедница кај таткото, за да растеме во познавањето, еве да го употребам тој збор, на занаето, на бизнисот и да можеме да порастеме во таа мисија. Мораме од време на време да се засолниме под тој камен, како јастогот, и да го отфрлиме оклопот кој веќе станало претесен за нас и да порастеме во она во кој таткото не повикува да растеме. Сметам дека во овој момент ние како црква се наоѓаме токму во една таква фаза, во една таква ситуација. Многу е незгодно и неудобно. Еве сега тука, мислам, немаме многу квадрати, ама седиме пред некој ден со Фредерик и со Игор беше тука, правиме планови, што се може да направиме тука, како да имаме 300 квадрати на располагање. Немаме, имаме 15, не знам колку имаме тука. Ама 25, еве, Игор веќе измерил. Како можеме да го направиме ова место да биде поубаво? Претесна станува. Знае да биде дури и фрустрирачки од време на време. Во сите аспекти. Атмосферата мислам дека е во позиција во која јастогот момент пред да се скрие под тој некој камен. Го чувствува веќе, мора да се скрие под камен затоа што нема каде да бега. Први треба да ја запознаеме природата на мисијата во која не повикува Исус. Тоа е првиот чекор кој треба ние да го направиме. Или да се запознаеме со бизнисот на таткото, бизнис планот кој тој го има за неговото царство. Од текстот кој го прочитавме, можеме да видиме неколку работи. Текстот кој го читав на почетокот е текст кој ја опишува почетната фаза од Христовата служба. Тој моментот веднаш од како Исус бил искушуван во пустината. Исус е крстен од Јован Крстител, тој е како некаква иницијација за неговата мисија, оди во пустината 40 дена и 40 ноќи таму е искушуван и извојува некаква победа над сотоната, над сите искушенија кои доаѓаат, и тој доаѓа и почнува да го проповеда што? Царството небесно. Приближите се кон Господа затоа што се приближи Царството небесно. И тука на некој начин Матеј ја опишува таа почетна фаза на Христовата мисија. Кој е тој момент? Што се случува кога Исус почнува да ја води својата мисија? Прва работа која може да видиме е дека мисијата Христова е распространета на сите страни и е распространета во секој аспект. Тоа е како нешто кога експлодира. Знаете кога или кога ќе фрлите некој камче во вода. Ги знаете тие концентричните кругови кои се шират. Од прилика таква е Христовата мисија во секој поглед. Царството Божјо се приближи, значи дека не се концентрира на една локација, туку се распрснува. Тоа е природата на Божјото царство, да се размножува. Тоа е контракултуролошки и контраразумски честопати. Се сеќавам дека пред 6 години кога почнувавме црквата тука, имав еден убав разговор со еден мој многу близок пријател, кој е бизнисмен, и сега ние во тој момент доаѓавме од една друга црква. Излегуваме од друга црква и он ме прашал многу бизнисменско прашање.
Вика, зошто кога ќе излезе жикати, ќе излезе и Фани, а ние таму бевме многу активни во црквата, вика, зошто наместо да направиме една голема и силна црква, да правиме две слаби цркви? Која е логиката во тоа? И тоа е стварно легитимно прашање. Зошто тоа да го правиме? Скопје не е некоја метропола како Њујорк, еве го кај, тука се. Значи една црква доволна е за цело Скопје, не знам. Јас размислив, но јас тогаш се запрашав и самиот себе си. Тогаш мора да одговориме на прашањето која е природата на црквата. Природата на Царството Божие е да се размножува, постојано да се размножува. Затоа што ако црквата не расте и не се размножува, таа умира. Трета опција нема. Црквата не може да стагнира, не може да биде некоја константа, разбирате? Црквата, Царството Божие, Царството Небесно е жива материја. Тоа не е само некоја сува институција. Тоа е жива материја. Тоа исто како најблиско што може да го споредам е вашиот живот. Ниеден од вас нема сега да каже, не може да каже, ја мислам дека доволно јаде во животот. Тоа е тоа. Се најадов. Веќе нема да јадам. Од денеска ви умирате по полека. Тоа е тоа. Или растеш, или паѓаш. Исто е и Царството Небесно, иста е и црквата. Црквата или се размножува и расте, или умира. Црквата, значи, прво се шири територијално. На почетокот гледате колку имења само се набројани тука. Матеј се обидува да наброи еден куп градови, еден куп места. Галилеја, Назарет, Капернаум, Морскиот брег, Завулон, Нафталим, Сирија. Кај е Сирија, човече? Десетоградието. Тоа е едно место каде што имало десетогради, као 10 градови кои биле пагански таму во таа област. Сите тие градови доаѓаат, Ерусалим, Јудеја и другиот дел на Јордан. На сите страни, кога Исус почнува мисијата, таа се расширила на сите можни места. И Матеј се обидува да ги запише сите тие нешта, да ни покаже. Јас, ако се сеќавате минатава проповед, ви кажав, зборовите не се случајни. Има причина зашто се напишани. Тој ги пиша сите тие места. Тој можел да каже, кога Исус почна да проповеда, мисијата се расшири на секаде. Но друго е кога ќе ги напише сите тие места во еден краток библиски пасус. Иако Исус имаше таргет група, можеме во некои од примерите кои се запишени, можеме да видиме, значи доаѓаат некои луѓе, бараат од Исус да им помогне, Исус вика, ама јас сум дојден за израелците. И таа една жена вика, Исус дури ја навредува, вика, не убаво се земе лебот од деца да се фрли на кучињата. И што вика жената? Абе така е Господи, ама дури кучиња да јадат од трошките на децата. Исус ја на некој начин ја воздигнува верата на таа жена и кажува, таква вера нема ни во Израел. И ја изслушува незината молитва. На некој мисијата која Исус ја има, и нагласува дека има, да кажеме, некоја таргет група, но таа мисија не останува во таа локација. Таа се расшири насекаде. Бидејќи неговата мисија, мисијата на Божјото царство е глобална мисија. Таа никогаш не била локална мисија. И тоа ме поттикнува да размислам за нашата мисија во Македонија. Која е нашата мисија во Македонија? Дали е централизирана? Дали имаме некоја конкретна таргет група? Дали во нашите молитви, во нашите перцепции за како црквата може да се шири, имаме само некоја ограничена визија до кај може да одиме? Во Македонија има еден куп националности, еден куп национални групи кои живеат тука. И во тој поглед да се предизвикаме. До каде оди нашата мисија? Дали има ограничување во тоа? Тоа беше едно од прашањата кои ми беа најтешки на самиот почеток. Кога на некој начин Господ ме водеше низ тоа патешествие, кој се може да дојде во црква. Моментот кога ќе кажеш дека Евангелието не е за одредена група, кој да е таа група? Без разлика дали тоа е националност, од каква и да е позадина. Кога ќе кажеш дека Евангелието не е за таа група, тогаш не го проповедаш Божјото Евангелие. Затоа што Евангелието е сеопфатна Евангелие за сите кои живеат на оваа земја, без разлика од каде доаѓаат. Такво е Евангелието. Тоа малку понекогаш тешко да се разбере. И ќе треба да го припремиме нашето срце за таквото Евангелие. Полесно да се групираме како што и вели Исус. Па и
овие даношниците ги сакаат даношниците. Вика, што голема работа сте направиле ако ги сакате тие што ве сакаат? Ништо повеќе не сте направили. Ама треба да бидете свети, како вашиот небесен татко што е свет, кој дозволува сонцето да грее и на кои? И на добрите, и на лошите. Ние сме повикани на таква мисија. Затоа што мисијата во која Господ нас не повикува е глобална мисија. И ги преминува сите тие граници. Следната проповед ќе ви прочитаме еден текст од 2 век. Да видите каква била перцепцијата за црквата во 2 век. Луѓето од околу ги гледаат христијаните и донесуваат некои своји заклучоци. Ќе го прочитам тој текст следната проповед. Во овој опис од таа распространета мисија гледаме елементите кои Исус ги има за неговата визија за царството и тоа се шири на сите можни страни, експлодира или како концентрични кругови кои се шират во водата. Тоа е територијално. Но Христовата мисија се шири и концептуално. Работата или занаетот на таткото, бизнисот на таткото, она што ние го викаме мисијата или службата за Христос, се случуваше во контекст на заедништво. Исус е водачот, но тој повика следбеници и поддржувачи да бидат партнери со него. Срцето на почетокот на неговата мисија стои во овие текстови што ги прочитав од 18 до 22 стих. Имаме опис на територијата каде Исус делува. Имаме два текста кои пишуваат каде Исус делува територијално, но во средиштето на овој опис имаме со кој тој тоа го прави. Тоа како една издвоена информација која нас ни кажа дека тоа е многу важна работа која треба да ја запамтиме. Дека Исус не дојде као сам пиштолџија, сам шериф, the lone ranger, та личниот Том, кој сам на кој дојде од кој знае каде све, да ги поправи сите работи, тој тоа го направи. Но тоа сам не го направи. Тој повика луѓе да бидат заедно со него. Ги повика апостолите. Учениците кои му се приклучија на Исус, се приклучија многу повеќе отколку само со мозокот. Интересно е кога ќе кажеме ученици, обично денешната перцепција за ученици е во училница и го вежбаме само мозокот. Физичко има, ама во некои школи нема ни сала, така да физичко има, нема некоја разлика. Ученици, кога ќе кажеме во денешен контекст, значи го вежбаме само мозокот. Во првиот век, ученик значи да го следиш рабинот. Буквална смисла да го следиш рабинот. Еден од тие благослови кои биле популарни во првиот век на учениците, благословот гласал вака: нека правот од твојот рабин падне врз тебе. Со други збори, нека благословот кој е од рабинот нека падне врз тебе, затоа што правот од рабинот во буквална смисла на зборот паѓа врз него. Затоа што каде што оди рабинот, одат и тие. Кога дојдоа првите ученици кај Исус, кога му кажа каде одиш, Исус што им кажа? Вика, врапчињата имаат гнездо, лисиците имаат дувло, а човечкиот син, јас, немам никаде глава да ставам, за да спијам. Ако сакате да бидете моите ученици, ќе дојдете, ќе ме следите чекор по чекор каде и да одам. И тие тргна по него. Тоа значи да се биде Христов ученик. Мозок, но и со се што си. Работата на учителот во тогашно време не се однесувало само на тоа што треба да знаат учениците, туку како и да размислуваат, како да се однесуваат во секој еден аспект. Имаше моменти во кои Исус прави нешто кои тие воопшто во моментот и не го разбираат, но тој им ветува дека со време ќе разберат. Голема работа е во учеништвото Христово не е само за да разбереш. Важен е моментот за да разбереме тоа што Исус ни го кажа. Но има еден друг момент, еден друг елемент кој е уште поважен, кој Исус го нагласува. Има момент кога Исус им ги миеше нозете на апостолите. Човек би помислил дека барем за вакво нешто треба да има некој воед, некоја најава, не може се некој се појави пред тебе со легење и ти каже: "Соблаге тука ти измијам нозе, чекај малце. Зошто? Од каде си ја тоа?"
И Петар така се однесува. Петар вика, ти мене нози да ми миеш, но никој случај. Исус што му вика? Сега не разбираш. Исус му одговори, јас што правам ти сега не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Сега уживај, сега послушај. Послушноста во учеништвото е некакво своевидно дипломирање во тоа учеништво во кое Господ нас не повикува. Послушноста. Послушноста е една од најтешките работи сега, посебно во денешно време кога сите се своеглави. Сите ние сме своеглави. Тоа е време, денешното време е време во кое нема апсолутна вистина. Тоа што е вистина за тебе може да не е за мене и така натаму. И има некој чуден, како да кажам, чудна толеранција во општеството. Значи некако се толерираме, као тоа е супер за тебе што ти си веруваш. Браво, значи се воодушевам, не е тоа за мене. Јас имам друга вистина. Значи вистината ја следуваме на што се вика дури облека. Тоа се убаво ти стои, тоа мене тоа не ми стои, јас друго се облекувам. Со вакво тука. Послушноста во односот со Исус една од најважните работи во кои тој не повикува. Послушноста е нешто кое ние многу не може да го трпиме. Послушноста звучи многу заробувачки. Звучи многу, мора да си го извадам мозокот и сега да правам тоа што ќе ми се каже. Така звучи послушноста. Послушноста сега во денешно време веќе не зависи од информацијата, туку од реториката. Знаете, да послушаш нешто, многу е поважно како ќе ти кажат, отколку што ќе ти кажат во денешно време. Многу е поважно тоа. Ако некој ти каже нешто, ама не ти се допаѓа како го кажува тоа, кога сака нека е вистина, ја тоа не го слушам, и точка. Отприлика така светот действува денеска. Човечевото срце се помалку реагира и донесе одлуки заради самата вистина. Денес пакувањето станува преважно. Како е спакувано тоа што го добиваме сега? Денеска послушанието, освен од вистината, зависи од вештината на убедување на оној кој презентира таа информација, тој систем, таа вистина. Пакувањето станува преважно. Да не ме разберете погрешно, нема ништо лошо во реториката, за како ние презентираме. Всушност, на факултет го имавме предметот хомилетика. Тоа е да кажеме, кога имаш веќе херменевтика, кога имаш екзегеза, тоест како да ја читаш Библијата, како да ја проучиш Библијата, херменевтика, како да извлечеш поука од Библијата, го имаш предметот хомилетика. Како да ја презентираш таа поука од Библијата. Тоа е многу важно. Многу важен аспект е тоа. Учиме за ораторство. И начин на кој ние можеме да ја пренесеме пораката за да биде разбирлива. Тоа е целата поента. Ораторството е една од античките највреднувани дисциплини. Во антиката имаш математиката која била многу котира високо, музиката, но ораторството е над сите. Кога ќе се каже за Свети Августин дека бил оратор, тоа значи дека он ги завршил сите докторати кои постоеле во антично време. Тоа е тоа. Го бивало за све. Отприлика тоа значи. Уште од тогашно време се вреднува начинот на кој се презентираат вистините. Нели? Нема ништо лошо во тоа. Но хомилетиката, тоест начинот на кој ние презентираме вистина, во целиот програм теолошки кој студирав, беше само еден предмет. Тоа не е се. Не е се тоа. Многу повеќе време имаме посветено на вистината, на евангелието, на пораката од евангелието. Бидејќи тоа всушност, ако се промоши, хомилетиката и ораторството го немаат потенцијалот сами по себе да допрат до луѓето. Затоа што не е ораторството и хомилетиката силата на спасението, туку е евангелието. Затоа не смееме евангелието да го пропуштиме. Затоа кога слушате на YouTube кај да сте, остајте ораторство, остајте систем. Слушајте го евангелието, слушајте ја вистината. Тоа е многу поважно од било што друго. Можеме сега малце да застанеме и да се прашаме. Да ги поставиме прашања кон нас. Прво прашање е каков ученик сум јас? Какви ученици сме ние во контекст на Исус? Кои начини и работи или книги најмногу влијаат на обликувањето на мојот живот? Што дозволам?
на што го отварам јас мојот живот сега да ме обликува? Ние сме пренатрупани со ресурси. Знаете ли, јас кога патуваме во Америка, ги жалам американците, да ви кажам искрено, зашто кога ќе отидете за некој работи ги жалам, кога ќе отидете во христијанска, како се кажа, библиотека или не знам, книжарница, имате толку многу ресурси, што поима немате која книга сега да ја земете да проучувате. И сите на корицата викат дека се најважни. Никој не прави селекција да каже, овие се важни работи што треба да се учат. Туку се ви е дадено. Има толку многу материјали. Мислам дека денес не патиме од мањек информации, тоест патиме од вишек информации. Премногу материјали. Помалку читање има, ама има премногу материјали. Прашањето на што дозволуваме во животот да влијае врз нас, на што го отвараме нашето срце да влие длабоко во нас. Дали може би го отвара мојот живот на послушание за нешта кои само се вешто искомуницирани и испакувани, без при тоа да внимавам многу на тоа дали е во иста линија со Евангелието. Додека читав некои од книгите кои, да кажеме, презентираат некој систем, како ви да е тој систем? Може да биде теолошки систем, може да биде филозофски систем, како ви да е тоа. Кога човек пишал за систем и го срочува системот, онака го анализира, го презентира, системот сам по себе е многу логичен. И тоа е една од тие, да кажеме, наши благослови и проклетства кои може да ги имаме во исто време. Затоа што ние како луѓе сме во состојба да создаваме светови. Светогледи да создаваме. Затоа може да седне Толкин и да создаде свет кој не постои и да го гледаш Lord of the Rings. Си кажеш колку прекрасна приказна постои. Или се што сте гледале до сега. Тоа е способноста на човекот да создаде цел еден свет кој не ни постои. Но една работа е компонирање и пишување, друга работа е објава. Дали тоа на кој јас се изложувам е во линија, во права линија, е во согласност со објавата Божја за Евангелието? Тоа е друго прашање. На што го отвора мојот живот? Што влијае во мене? Кои се тие нешта? Дали јас се регрупирам со Господ како што треба? Послушноста во Божите очи е скапоцена. Може би понекогаш мислиме дека е опционална, дека можеме да поминеме некое време во животот без да бидеме послушни на Божјиот збор, затоа што Бог е милостив, Бог е трпелив, нели, за 1000 генерации и така натаму. Ама има еден момент во Библијата каде што еден од тие израелски царови мислеше дека жртвата за Господ е поважна од послушанието. И направи проблем. Тоест направи толку голем проблем, што наместо преку неговата лоза да дојде Месијата, дојде преку друга лоза. Тој беше царот Саул, кој беше избран за израелски цар. Кој требаше да има трпение, требаше да има послушание, да го чека пророкот да ја принесе жртвата. Саул чека, имаше многу победи, чека и не може чека веќе. И земе дека тај ја ќе пренесам таа жртва. Јас ќе подобра жртва ќе направам. Поубав глас имам од пророкот, сите ќе ме чујат. И таман кога почна да ја пренесува жртвата, тогаш баш доаѓа пророкот. Вика што направи? И вели вака 1 Самуил 15:22. Вели Самуил одговори: зар се палениците, тоест жртвите и приносите повеќе му се пријатни на Господ отколку послушноста на гласот Господов. Послушноста е подобра од жртва и покорувањето подобро отколку овнешко месо. Само му вика на Саул: мислиш ли дека жртвата беше поважна и поубава од твоето послушување, од твоето послушање? Послушноста кон Бог во аспект на учеништвото исто така не штити од таа некоја еуфорија во кој може да западнеме. Еуфоријата, моменталната возбуда и инспирација никогаш не се доволни како единствена основа за животни одлуки. На нив секогаш мора да им претходи познавањето на Божјото делување и правецот во кој Бог оди и действува. Тоа многу ме потсетува на Захеј, тоа што го зборам сега. Захеј знаеше каде Исус по патеката ќе заврши и Захеј отиде пред него, се качи на тоа дрво и го чекаше Исус да помине само за да го види. Кога Исус застана и му најави дека ќе го посети, тогаш радоста на Захеј, еуфоријата на Захеј
прсна на сите страни и дури тогаш тој со радост и возбуда најави дека ќе го раздаде својот имот. Не му треба веќе ништо, тој го сретна Христос. Тоа не беше само моментална инспирација и возбуда заради некаква креирана еуфорија, туку беше одлука базирана на личното спознание на Господ Исус и средбата со Него. Тој знаеше каде ќе оди Исус и затоа отиде таму, го чекаше и дојде таа еуфорија. Исто така позади себе Исус имаше голема група следбеници и дел од неговата мисија која го поддржува дури финансиски. Учеништвото понекогаш мислиме дека ќе треба да го сведеме само на разумот, но не е само тоа. Имаме во Лукиното Евангелие кога евангелистот Лука ги опишува тие први следбеници Христови и првата мисија на Христос каде одат, вели вака, Лука 8:1-3. Тој вели вака: потоа тој минуваше во градовите и селата, проповедајќи и благовестувајќи го Царството Божие. А со него беа 12 и некои жени што беа излекувани од зли духови и болести. Марија, наречена Магдалина, од која беа излегле 7 демони, и Јоана, жената на Хуза, настојникот на Ирод, и Сузана и многу други кои им служаа со своите имоти. Знаете што значи им служа со своите имоти? Го поддржува Исус финансиски. Буквално тоа значи. Одеа по Исус, го следеа на тој начин што го поддржува неговата мисија финансиски. Мислам дека една од најтешките работи во мисијата и нешто за кое е тешко дека некој би можел да те припреми во теолошките студии е подигање на средства и финансии за мисијата во која Господ те праќа. Имате еден куп работи кои ги учите таму. Имате еден куп како да советуваш. Имав 6 вида на психологија, вовет на психологија, на ваква психологија, таква психологија. Еден куп работи имавме, учевме. Пасторално советување, имавме филозофија, јазици, имавме све. На све си изложен таму. Хомелетика, екзегеза. Но ретко некој ќе те припреми на тоа дека првиот чекор на вера всушност ќе биде чекор во кој ќе треба да подигнеш финансии за да можеш ова да го работиш. Да можеш мисијата да ја водиш овде. Во на кој Господ те повикува. Финансиите сами по себе не се ништо друго освен уште еден ресурс кој го имаме. Не е ништо страшно, тоа е еден ресурс кој го имаме, како што го имаме времето, како што имаме храната, како што ги имаме односите, како што ги имаме занаето, дарбите, така ги имаме и финансите. Не се ништо посебно. Дел од ресурсите кои ги имаме. Но парите, што ќе каже Ристо Крле, парите знаат што да бидат? Отепувачка. Парите знаат да бидат отепувачка. Парите може да бидат како и било кој дар кој го имаме од Господ. Може да станат средство за моќ, средство за контрола, што ли се не. Парите стануваат многу незгодна тема на разговор, речи си секогаш. Секогаш кога ќе почнеме да се збори за пари, атмосферата се билда. Искрен да бидам, ништо во теолошките студии не ме припреми за тој аспект од мисијата. Мисля дека ќе биде многу полесно. Мисијата која работиме и во која служиме се темели на повикот кој Бог го имал за нас. И во суштина ние го живееме тој повик преку Божите ветувања дека тој ќе се погрижи за нас, лично за нас, но и како црква за нас. Нема некоја друга работа, не затоа што не работам некоја друга работа, не затоа што не ме бива за друго, или не може да работам за друго, туку затоа што Бог ме повикал во животот по вера дека секој месец Господ ќе ги допре срцата на луѓето и ќе не поддржат во таа мисија која работиме и лично и колективно во секој еден аспект. Искрен да бидам, кога читам вакви делови од Библијата, малку ме ослободува тоа што и Исус имал финансиски партнери за мисијата. Како инаку би го работел тоа што го работел Исус цело време? Јас ќе ве прашам вака сега. Дали Исус цело време можел од една кришка да се нахрани себе си и другите, затоа што ќе ги размножува цело време? Па Исус тоа 2 пати го направил. 5 лева и 2 риби нахранил 5000 луѓе. Може ли Исус постојано тоа да го прави? Ни се јаде, чекај. Кај е кришката што остана од минатиот пат? Да, вам, так, ај се јаде. Може ли Исус тоа да го прави цело време? Мислам дека можел.
Зошто не го правил тоа цело време? Што е тогаш поентата? Зошто има Исус да има партнери во мисијата кои ќе го поддржат во финансии? Пред некоја година читав една книга токму за финансиите во мисијата, пошто ме интересираше тоа. Напишана беше од еден писател од кој има преведено 2 книги на македонски, се вика Хенри Ноуен. Хенри Ноуен, ако читате неговите книги, тие се ултра духовни книги и искрен да бидам, тој е последниот човекот кој сметал дека ќе излезе таква книга за финансии. За најизвалканата тема која постои. Зашто човекот напишал книга која се вика Со отворени раце. Тоа е книга за молитвата. Значи подуховно не може тоа. Но човекот напишал книга и за подигање финансии затоа што тој имал една цела огромна мисија која тој ја водел во еден дом за луѓе со попреки